денес во овој голем нели пазар и свет на трудот, вистина некој пат во време кога дипломата се почесто можеби нели се става пред вештината, брзиот успех пред трпелива работа, се отвара едно суштинско прашање. Дали како општество ја губиме врската со занетите или сме пред нивно ново будење? Ова го поставаме сега како прашање бидејќи еве и почитуваниот претседател Агрон спомена дека голем дел од фитнес инструкторите во моментот бараат на некаков тип дозвола, меѓутоа додека младите можеби се почесто ја гледаат својата иднина надвор од работилниците, а понекогаш и надвор од земјата за жал, занечиите и занетите се соочуваат со сериозни предизвици. Се постава прашањето дали е тоа недостиг на кадар, зголемени трошоци, нелојална конкуренција и систем кој што не секој пат ги препознава како двигател на економијата. И сега во исто време се отворат и важни дилеми, тоа е дали дуалното образование можеби вистинскиот мост помеѓу самата училница и реалниот сектор или пак останува неискористена шанса. Дали зголемувањето можеби на минимална плата носи сама по себе сигурност за работникот или дополнителен товар за малите бизниси и дали можеби веќе потсетиме со ова денеска тема на некој начин и работната недела е прашање за економија, а и достоинство. Така што ќе потсетиме денес тоа ни е тема во фокус, младите и занетите, изгубена врска или нов почеток, барем една од кои што ќе бидат поставени и до почитуваниот Агрон, со подарок до утринската тилма од градот Куманово, каде што сте вие и родум. Утрово ни доаѓате со еден мал подарок, меѓутоа значен за нашата редакција. Градот на традиција и единство, како што останал некогаш, останува и понатаму символ на истото. И еве нека биде убав пример од, како велите, сега во моментот една сувенирница позната во центарот на Куманово, да ни дојдете со ваков подарок, да не поттикне дека има се уште млади кои што негуваат вакви ракотворби. Да. Благодарам, добро утро, благодарам за поканата. Да, секогаш Занечиска комора на Република Македонија, односно сите регионални занечиски комори, тежнеат кон подобрување на условите кај своите занаечи, односно кај своите членови, така да ние преземаме како регионална комора иницијатива да отвараме сувереница, се со цел да ги поттикнеме младите, односно старите занаети да можат да се истакнат во добро светло и да ја представат нашата култура, традиција, која што е вековита и затоа имаме добро и големо ехо имаше отварање на таа сувереница, бидејќи го отвориме заедно со градот, локалната самоуправа. Тука беше и најкриви градоначалникот наш, кој го поздравуваме тука. Ја отворивме сувереницата и имаме посетеност. Дури не сме знаеле дека во Куманово има толку туристи, каде што доаѓаат од Чешка, од Турција, од разни други држави. Да, ја забележав нели млади јутубери кои што сега креираат, да речеме, некакви видео приказни, тоа е нели популарно и забележав дека Куманово особено го посетуваат кога доаѓаат. Веројатно ги фасцинира моментот дека Куманово знаеме дека е град кој што барем според некои записи е постар од повеќе од 500 години и дека нели има некаква нели како што рековме нели и традиција и единство. И сега вие споминате зад камери дека можеби тоа ви е еклатантен пример дека во минатото ако имало мали сувенирници кои што биле значени, ова е едно од поголемите кои што се сега и така белези на градот. Да, ние планираме и сме во подготовка да побараме и од град Скопје, да отвараме во сувереница со нишани, таман да биде тоа предпознатлива и сите занаечи кои имат вакви сувенири, односно ракотворби, да можат да ги носат сувенирите, односно нивните производи во таа сувереница, за да можат да ги продават и да ги пласираат во јавноста. Најзначајно е да им дадеме на старите занаети, да ги чуваме како култура и традиција, бидејќи они ни ја представуваат културата и традицијата на нашата држава и не може никој да успори, бидејќи имаме четврта генерација грнчари. Ни историјата, ни традицијата, ни културата, затоа што ние веќе тука и со занаетот покажуваме дека сме дел од нашата држава, но и сме придонеле во разни
разни временски периоди за нашето осамостојување во Република Македонија и односно нашата држава. Ние не знаеме и мора да ги подсетиме и другите дека првите жртви во Втората светска војна биле токму занечиите, како Магдалена Андонова, како Барам Шабани, како Киро Бурнас. Тие се биле бербери, шнајдери и сето тоа и мора да одиме во таа насока, да ги почитуваме старите занаети, но да инициираме и нови занаети и да ги подсетиме младите дека со занает треба да се занимаваат и да не се срамат да одат во занает и практиканство, односно во средни стручни училишта, бидејќи моментално е во подем занаетот. Да, и иако што технологијата го прави своето, но без човечка рака, взимам пример, молер технологијата како сакате применете ја, но молер не може да биде една машина сама по себе. Да, сама по себе, а занаетот го си бара. За жал, недостиг на работна сила го прави своето, недостиг на кадар. Младите се помалку се фаќат за занает, бидејќи е тежок, не само овој занает, сите професии, занает е професија и се дели на професија. Се минува постојано заради но има голема попаровачка од занаечи и мајстори, искусни мајстори во нашата држава, но претежно мајсторите што беа повидливи и попрофесионалци, за жал отидоа во странство. Ние уште имаме мајстори квалитетни занаети, но треба да најдеме начин да ги задржиме. Треба да најдеме начин да ги задржиме и да ги оддржиме. Така да се надевам во следниот период државата ќе има стратегија, заедно со комората ќе направиме стратегија. Како да се мотивираат, особено младите. Вие го споменавте дуалното образование, тоа веројатно е една отскочна даска во последниот период за младите. Задните 2 години имаме подем, односно повеќе ученици во средни стручни училишта, во разни дејности, но мотивацијата е само со инвестирање, односно со субвенции кај младите. И овозможување веројатно услови понатака. Да, условите и сигурно вработување. Да, ќе имат сигурно вработување, бидејќи има недостиг на кадар и занечите може да бидат и да отварат сам своји фирми и може да се вработат во одредена фирма, одредена дејност. Така да верувам дека следниот период ние нема да увеземе работна сила, него ќе искористиме нашата, бидејќи во Завод за вработување мислам дека дури 100.000 невработени лица има и мора да ги едуцираме преквалификација, за да може да се најдат во нашиот пазар во нашата држава, бидејќи секој увоз од странство, од работна сила ќе носи дополнителни проблеми, разни култури, разни традиции, ќе создава разни проблеми во нашето општество и така да ние мора да ги чуваме нашите занаечи, односно работната сила, младите да ги мотивираме за да останат во нашата држава и да просперираат тука, а не во странство. Да допринесат тука. Само сакам да се навратиме на муабетот со фитнес салите, затоа што вие пред малку ни напоменавте дека нели времето се менува и нормално да има и нови занаети на некој начин. Листата, си изненадивме од податокот за фитнес тренерите. Можеме ли вака да споменеме некои нови занаети кои што во последниот период се во пода? Па ние секој дневно гледаме дека технологијата го прави своето. Значи, порано саџите што поправиле сајати морат да се иновират и да преминуваат кон новата технологија за да поправат мобилни телефони и дигитални часовници. Така да помеѓу технологијата и занечиството има голема разлика, но мора да најдеме начини како да ги едуцираме тие занаечи, како да најдеме форма за едукација, квалификација, односно да вршат некоја си
реална потреба за тој занает, за да можат да просперираат во тој занает. Но значи, има поправка на телефон и поправка на часовници новите е веќе занает. Да, веќе занает и според нашата сега нова квалификација на дејности од државата, имаме дури 240 шифри на дејности во нашиот регистар, каде што даваме за занаетчиски дозволи, односно ги отвараме за занаетчиски дејности. А фитнес салите како? Сега фитнес салите барат дозвола за фитнес салите. Уште законот се промени, уште не знаеме како да постапиме да се квалифицират и како можат они да земат дозвола, затоа што имаме одредени проблеми со давање на дозвола за фитнес клубовите, но сигурно тоа ќе се среди во тек на времето. Не само фитнес клубовите, кетеринг услугите се во занаетчиството, значи и дел од сега ги ставили дел од земјоделските производи, каде што мора да имат занаетчиска дејност, а тоа е и логично, бидејќи домашното седење кога се прави и ред други дејности што ги има во таа област, мора да бидат квалификувани за да можат своите продукти со занаетчиска дозвола и со тој сертификат да можат да ги пласират во пазарот. И тука занаетчиска комора мислам дека треба внимателно да го зголеми своето членство и единствена комора што има јавни овластувања во нашата држава, бидејќи постојат 4 комори, но нашата комора има јавни овластувања, ние имаме 14 регионални занаетчиски комори во нашата држава, каде што го работат едноштатлерскиот систем и се грижат за сите тие занаетчи што се во нивни региони. Господин Фазли, ако денес направиме мапа на Македонија, тоа со се прашува внутринава, каде денес нема мајстори, да речеме, кои основни занаети во моментот се на истребување. Ние споменавме многу ретко денеска да се спомена. Дека тоа е занает, јорганџија. Јорганџијата практично и да го немува. Вие споменавме дека моето последно патување можеби пред некоја година во Истанбул, во Капали чаршија, ми беше баш така мелем на душа кога забележав жени кои што нели пред нас изработува јоргани. Нешто што можеби нели не потсетува некое старо Скопје. Сега што ви лицете, тоа се фабрички, да речеме, производи денеска многу побрзо, меѓутоа има некои, да речеме, региони во Македонија кои што целосно се истребени и не постојат практично веќе луѓе кои што... Не постоje, за жал. Да, се сложувам со тоа, бидејќи овие стари занаети донесуваат и бенефит. Мора да ги враќаме на некаков начин во нашето обкружување. Зошто го велам ова? Затоа што еве спомнавте Турција, ви оставил добар впечаток. Туристите кога доаѓаат кај нас не гледат да одат по моловите. Затоа што молови има за секој чекор што се вели секаде во светот. Одат во Стара Скопска чаршија, одат во Битолска чаршија, одат во Охрид, Куманово исто така и мора да ги почитуваме тие стари занаати за да можат тие туристи да зимат некој белег од нашата држава за да имат спомен. Ние имаме магнетчиња и ред други работи, но работа е што овие стари како и шапкарите се во недостиг, значи шапкари има само во Скопје, еден јорганџи е останал, кондураџиите, чевларството, зашто и она е во изумирање и мора да најдеме начин како да ги субвенционираме овие занаети. Ние претежно бараме од Министерство за култура и ракотворците занаетите со филигран и другите занаети. Мислам дека треба Министерството за култура да ги заштити, затоа што ја представуваат нашата култура и традиција и да најдеме формула, начин како да се субвенционират и да младите ги поттикнеме да учат таков занает, за да можат да опстанат и занаетот и тој младиот да има бенефитот од занает, а најголемиот бенефит сигурно ќе го има државата, затоа што ја представува во вистинска смисла
на нашата поднебје, на нашата култура. Да, вие споминавте за градежните работници, сега пак јас некако имам тоа чувство како млад човек тука дека и покрај тоа што се случува на секој чекор низ Скопје па и низ Македонија, особено во градското подречје, гледаме, сведоци сме дека се градат згради, објекти на секој чекор, секој месец. Практично, ако не сте поминале, да речеме, во Капиште, ќе погледнете некоја нова зграда и ново дело и тоа некако една завршува, друга почнува. И некој пат се прашувам, нели, колку е реална опасноста Македонија да стане зависна од увоз на занајчиски услуги, вклучувајќи ги градежните работници. Вие велите, и тоа сме сведоци дека има доста, да речеме, турски работници кои што во моментот доаѓаат кај нас, а македонци заминуваат во странство на печалбарство и живот во странство. Да. Балансот треба да го најдеме и треба да ја најде државата. Зошто го велам ова? Затоа што наместо турци да работат во градежество, ние можеме да невработените лица што имаат средно стручно образование, да ги насочиме кон таа гранка. Значи, се работи за 5-6 занаети во градежество. Тоа е плочкар, водоинсталатер, електричар и ред други занаети. Да, мислам дека и фасадери и сето тоа спаѓаат во занаечиство и мора да најдеме начин како да ги задржиме и како да ги мотивираме тие млади луѓе што сакаат да отворат или сопствена фирма или да се вработат во градежништво, за да можат нашите деца, односно младите да работат, бидејќи мислам дека и платите се доволно високи во тој сектор и така да верувам дека ќе најдеме баланс, но за жал екзодусот на младите веќе го зима замавот и го земало и понапред 30 години државата. Ние знаеме дека има и келнери со диплома правен факултет. 30 години државата, мислам дека водеше погрешна политика во однос на образованието, така да сега мора да се фокусира во создавање на нова работна сила, на дуалното образование, каде што со помош на швајцарска амбасада ние го почнавме тој процес пред скоро 4 години и има добар ефект, бидејќи државата ги субвенционира децата што учат средно стручно училиште и затоа треба да имаме стратегија. На кој начин ги субвенционира? По завршувањето? Не, месечно по 3000 денари за време на образовниот процес и верувам со такви стимули, со таква стимулација, верувам дека ќе ги поттикнеме младите да што повеќе се насочат кон средно стручно образование и да можеме да направиме квалитетна работна сила, бидејќи повелете. Извинете, споминавте келнери, значи тоа исто нешто на кое што би сакала да обрнеме малку повеќе внимание, бидејќи општо познато за народот кај нас е дека градежните работници одат најмногу во Германија, а келнерите најмногу можеби или таа ugostiteljска дејност, Хрватска и Малта. И Малта се споменува, така? Иако се можеби некои од нив и сезонски работници, некои веќе знаат да направат и животни промени. Да, сезонски, но тоа им дава шанса и да останат таму. Значи прво сакам да кажам, да, кои други можеби занаети се така од кај нас, нели луѓе, ако можам да кажам, извезуваме за други земји. Ако келнерите или угостителските дејности се насочени кон овие земји, градежништвото кон Германија, имаме ли други занаети каде што занаетчи кои што од тука со своето знаење заминуваат во некои други земји? Да, цели фирми градежни, основно фасадери, молјери, цели фирми, односно цела структура на таа фирма што постоела во нашата држава веќе е насочена кон тој пазар и веќе работат во Германија. Значи не само келнерите ова. Значи подобар квалитет, подобро повеќе работа, поисплатлива работа и веќе создадените услови во Германија за побрзо добивање на визи и на сите тие документи што е потребно да бидат таму, значи придонесе да одливот на овие фирми, овие дејности биде масовен. И затоа ние мора да се грижиме и да најдеме начин. Треба тоа да не загрижува како држава?
Многу. Треба да не загрижува, но имаме и да не зборуваме само негативно. Имаме од доаѓање на ова влада, имаме покачување на односно со мерката самовработување. Претhodно имаше 5000 евра за младо вработено лице, сега е 10.000 евра покачено, значи 100% е покачено самовработувањето и претходната година имаше дури 70% искореност од занаичиските дејности оваа мерка, бидејќи не е мала сума на средства, 10.000 евра да се отвори и да се за почеток на бизнис, тие се неповратни средства. Но ние бареме, бидејќи соработуваме и со Хрватска, со Занаичиска комора на Словенија, бараме категоризација на овие субвенции, бараме дури до 30.000 евра, бидејќи и меаничарите спаѓаат кај нас, и електричарите, што поправат автиња и автомобили, да. И бараме категоризација и пекарите, бараме категоризација на овие дејности, бидејќи и субвенции, дополнителни субвенции, за да може да останат тука и да имат бенефит, бидејќи со 10.000 евра може да се отвори еден добар козметички салон, односно фризерски салон. Добре за добар старт, апсолутно. Да, за добар старт, но за меаничар или за пекар не може со тие средства. Доволно, да. Да, затоа што една печка чини многу, или еден лифт меаничарски чини повеќе од 5.000 евра. Бараме дури до 30.000 евра, но да има и ограничување од 8 години да не може да не се злоупотреби. Да не се злоупотреби таа мерка, затоа што ако веќе обстои 5, 6, 7, 8 години и вработува друго лице, веќе и не може да оди во странство. Затоа мора да најдеме начини, формули за да се задржат младите. Дали се може ова позитивни примери, споменавте Словенија, дали тие вака функционираат? Да, во Словенија, Хрватска функционираат со вакви субвенции, но дополнително комората има и помош од Европска унија. Пред известно време имав телефонски разговор со мојот колега Далибор Кратофил, председател на Занаичиска комора на Хрватска. Добиле проект од 6 милиони евра само за отварање на училиште каде што ќе се практикува практична настава и верувам дека и тука ќе најдеме соодветно. Па ете една идеја дополнителна за кај нас. Па мислам дека треба добро да размислиме дека коморите играат важна улога во доприносот. Без системска поддршка занетите вистина се осудени на исчезнување. Да, значи ние имаме одредени барања до владата и ќе постапиме по одредени барања до владата се со цел да ги задржиме и да потикнеме нови млади да учат занаете, односно практиканство, бидејќи во Законот за занаечиство има и чираштво и практиканство, но мора да најдеме соодветна солуција, односно да најдеме начин, модул како да ги стимулираме уште повеќе младите да се нафаќат за занаете. Да, и кога сме кај минималната плата, дали зголемувањето е вистина една иста така помош и кој најмногу страда, работникот или малите бизниси во овој случај? Тука е меч со две острици. Значи, ние не сме за покачување на минималната плата. Нека биде и 700 евра, 800 евра. Не е проблем. Ние мора да ги чуваме и работниците. Не сме против работниците, но и малите бизниси. Не мислите дека треба да бидете можеби иста со другите индустрии на пазарот? Вака. Ние сме мора да има самостојни вршители на дејноста, има и вршители на дејноста. Што значи тоа? Доел, трговец, поединец и т.п. се вршители на дејноста, а самостојни вршители на дејноста се занаечите кои отворат сами бизниси. Но сите спаѓаат во занаечество. Сега пазарот не дозволува моментално да се покачи во нашиот сектор платата како што барат синдикалците. И затоа мислам дека законски и како оди покачувањето е во ред,
но државата ако планира да покачува плата на 600-700 евра, треба да најде и начин како да ги задржи работните места на овие дејности. Затоа внимателно треба да се постапи по тоа и е добро тоа што владата оставила простор да коморите, работодавачите и синдикатите се договарат во тоа, но за жал ние не можеме да постигнеме, бидејќи секој ден гледаме дека еден дуќан, една работилница се затвара заради немање клиенти и затоа ние... Имате информација колку заеднички бизнеси се отворени последниве години? Па во нашиот регистар имам точни информации, не можам да ви давам сега, но повеќе, значи, тоа е процес. Некој затвара, некој отвара и со мерката самовработување сега дополнително се отворија само во Куманово се отворија дури 40 работни места, односно 40 фирми, така да верувам во иднина ќе се покрене или прагот на, бидејќи имаше 40 милиони за прв пат дадени за мерката самовработување и верувам дека процесот тоа, некој затвара, некој отвара нов и не може да има точна бројка. Но работа е што минималната плата треба да се усогласи со законот, како што е сега. Не сме против минимална плата, против работникот, бидејќи сами сме работници и сами даваме плата на себе и одржуваме семејства, но за жал пазарот не го дозволува тоа што го барат синдикати. И плюс ние како приватен сектор немаме колективни договори случени со синдикатите. Но за жал, ако се покачи платата, мора држава да интервенира во некаков начин, за да можат овие самостојни вршители на дејност, односно занајчиите, да можат да обстојат во пазарот и да ги чуват за своите работни места. Треба да најдеме начин дали да се намали давачката кон придонесите за плата или некој друг стимул, за да можеме да ја одржуваме или да ги даваме тие плати на нашите вработени или на нас сами себе. Веројатно допрва следуваат малку подобри времиња со оглед на тоа што велите дуалното образование е веќе 2 години, така? Да. Очекуваме дополнително да имаме, да речем, можеби наплив на нови млади луѓе кои што ќе се осварат во ова занајчиско поле. Ние имаме конкретни два проекта за козметичар и за пекар, каде што имаше голем интерес и верувам дека интересот е многу голем за козметичарство и фризерство и за тие услуги, но не само за тие услуги, на нас недостасуваат и механичари. Значи, ние сите имаме автиња, мора да закажеме термин за да однесеме кола поправка. Така да сите дејности што се вклучени во занајчиство се дефицитарни и мора да внимаваме да имаме што повеќе вакви дејности и што повеќе мислам дека работа има бенефити, но работа е што недостиг на кадар го прави своето и младите се почесто се бираат друга професија, мислејќи дека е поисплатлива, а не верувам дека и во занајчиство има добри плати, да кажам во пекарство, во пекарска индустрија, бурекџи, па и козметичките моменти кои што ги споменавте се во една експанзија, да. Има си бенефит и имаат си добра заработувачка, така да ги уверувам дека доколку сакат да станат професија за било каква професија, ќе имат бенефит, ќе бидат сам свој газда, ќе одлучуваат кога да отварат, кога да затварат и така да нема побово од обстојување, односно нема подобро сам свој газда во својата татковина или својата држава. Само едно нешто исто ме интересира. Еве ние велиме дуално образование, но тоа е за младите. Што ако некој повозрасен на 30-40 години реши да направи промена во кариерното поле и да отвори свој бизнис?
освен нели стручната подготвеност што може некогаш да ја стекне на поинаков начин, како некој фамилијарно пренесување на занаетот. Имаме програми ние. Како може да се добие таа програма за самовработување? Дали е достапна и за повозрастна категорија на луѓе? Да. Повозрастна над 29 години има, мислам дека беше дури 7.000 евра. Имаме можности за практиканство. Можат да одат во одредена дејност, да практикуваат и да го учат занаетот, за да можат да отворат фирма. Но дополнително, сега со новиот закон кој определува плюс дополнително 2 часа работно време, тука имаме голема побарувачка од самите вработени во државните институции, каде што сакат да работат плюс дополнително 2 часа занает. И така да уште не сме наоѓале решение како да ги регистрираме, бидејќи ако сакаш да регистрираш дејност, мора да оди по централен регистар и тоа мора да имаме информации точно со новиот закон, затоа што полицајците млади излегуваат во пензија и сакат дополнителна дејност или одредени сака да кажете професии што имаат бенефициран стаж, порано завршуваат и може да работат друго. И луѓе што работат по институции, по државни институции кои работат до 4 часот, можат дополнителни 2 часа да работат. Мислам дека и некои прават и сива економија и работат. Затоа што тоа е нешто што ги уништува за жал и во козметиката и во занечиството има голема неформална конкуренција која што и за жал и од државните институции луѓе што работат тамо дополнително тоа работат во станови како козметика и многу работи. Тоа е нелојална конкуренција. И нелојална конкуренција. Апелирам од тука бидејќи слушнав и видов дека ќе има контроли на овие дејности микро-мали за фискализација, да државата го примени системот во цела територија на нашата држава. Зашто во некои територии, односно општини, не може ни, дури нема ни соодветни контроли, така да имаме големи во руралните средини кои што имаат отворени дејности, немаат дури ни фискални сметки, каси, нема ни отварање, нема ни формализација. Мислам, сме на нерегуларни системски пропусти постојано, не дека треба да се ревидираат. Ама сега колку е, бидејќи денеска се постава прашањето дали честниот за нечија може би во полоша позиција од неформалниот, искрено. Да, во полоша е бидејќи неформалниот не плаќа никакви придоноси, заработува повеќе и ти прави проблеми каде што ти не можеш да обстанеш од сите тие давачки кон државата и кон потребите и услужните дејности посебно има таков проблем, но работа е што контролите да не се базират во формалната или кои се регистрирани за нечи, односно регистрирани дејности. Бидејќи државата знае од прилика и системот знае се кои се формализирани. Државата треба да се, ако сака да ја сузбива сивата економија, треба да знае и да смени закон, дека во секој трет стан во Скопје има козметички салон нерегистриран. Нема право без да зима од судот да може да влезат, но ние мора да најдеме начин како инспекцијските контроли да се вршат тамо, токму во тие неформални дејности, но односно и во руралните средини, почнувајќи од општина Липково и други рурални средини да имаат и такви контроли што и тие да влезат веќе во системот. Не може да формалната дејност да биде на секој 3 месеца посетена од инспекцијските служби, а неформалната дејност да не може да се евидентира или да се казнува, односно да се формализира. Од некои можеби анкетни прашања поставени до наши сограѓани, кога
би ги прашале, некој пат знаат да се изгубат во процесот на бирократијата и вистина можеби некој пат знаат да кажат и нотираат дека има многу апсурдни административни проблеми и затоа некој пат се откажуваат, па и повеќе бараат време како да ги ревидираат проблемите со документот, колку нели да се посветат на својот занет. Апропо сега нели говорејќи сега и за сивата економија. Значи, за документите многу е лесно. Ние, мислам, свесни сме дека малку сме мрзливи за документација и да формализираме, односно да бараме формалност. Значи, коморите го работат едно шафтерскиот систем. 4 документа се потребни да отвариш занечиска дејност. Но и Министерството за економија, кога има субвенции, бара многу малку бирократија. Сега е малку поинаку, бирократија нема. Но ние бараме повеќе субвенции. За бирократија треба да ако занечијата сака да се субвенцира од Министерството за економија, која што секоја година дава субвенции за материјал, репроматеријал и алат, значи треба занечиска дозвола, фактура и барање. 4 основни документи. 4 основни документи каде што ќе им бидат субвенционирани тие репроматеријали и алати, но се работи за токму таа канцерот на нашата држава, односно на економијата, сивата економија која што треба безмилосно да се бориме со неа. Да, знам дека сте дел од регионални иницијативи. Што учеме можеби од соседите, дали Балканот вистина може да го врати на голема врата за нечистото? Секој пат го поставам како тема на прашање. Ако прашам, каде сме ние, да речеме, некако споредбено со Европа? Апропо за нечистото. Или со Балкан? Да. Со Балкан сме добро. Дали има може успешен модел кој што може да го пресликаме и копираме? Да. Бидејќи ние веќе комуницираме и имаме форум во Вестер Балкан, каде што нашата комора го организираше тоа пред 2 години. Ние сме со закон, сме со Хрватска и со Словенија, законот е одличен, но се работи за и кај нив за недостиг на работна сила. И кај нив е одливот повеќе од кај нас. Да, секаде се случува екзодус и миграција, тоа не е дека само екзодусот е реална ситуација во моментот во Балканот, но работа е што во Германија секоја година се стимулираат занаетите и секој наместо да се дават вести нонстоп за разни случувања, пред вестите, они дават стимулативен спот за младите, кај што, еве, ги го гледам спотот тука, кај што ги мотивираат младите да учат професијата, да одат во овие настоки. Плюс, дополнително, државата ги стимулира и ги плаќа ако одат во дуалното образование со училиштето, ги плаќа. Мислам дека во Швајцарија дури 1000 франци дават за од средно од 16 години кога оди ученикот во училиште, така да ние мора да најдеме начин и солуција да ги селектираме овие млади луѓе и да ги субвенционираме за да останат во нашата татковина, за да можеме да имаме и добра приказна и добра работа, добри резултати. На добар пат со сите овие работи кои што ги споменавме. Се работи на тоа поле? Се работи на тоа поле. Ние интензивно имаме средби со Министерството за економија, секторот за предприемништво и конкурентност, така да, но и со министерот Дурмиши, со заменик министерот господин Маријан, така да сега ќе бараме дури и со премиерот на владата состанок за да видиме како можеме да имаме визија и да направиме една стратегија долгорочна за да можеме да младите ги задржиме во нашата држава. Некаде кон крајот, вие споминате за
неповратни средства кои што ги добиваат сите кои што сакаат да отворат нели и бизниси. Во случајот рековте дека во експанзија се можеби козметичките салони, фризерските салони и така натаму, барем тоа што или пекарството кое што го споменавте, кога повторно може да се аплицира за истите овие средства да ги добијат, доколку во моментот бидејќи знам дека нели со една практична оперативниот план уште не е излезен од владата, чекаме, мислам дека треба да излезе што поскоро за да можеме да ги информираме сите. Во втора половина од годинава ќе биде? Не, мислам дека до мај треба да излезе оперативниот план, малку касни. За колку мина кои што сакаат во моментот да отворат нови бизниси, бидејќи знам дека имате нели пред се треба да се сертифицираат нели во одредена област, тоа е најважно. Да. Значи, зависи од владата колку одредува средства и колку дозволува средства за мерката самовработување. Доколку дозволи како претходната година 40 милиони или ако ја покрене сумата во повеќе, има интерес за зголемување? Има интерес за зголемување, мислам дека ќе има и позитива во тоа и ќе се отворат дополнителни дејности. Каде може да аплицира Агрон за новите занаети? И како на кој начин може да аплицира за Значи има си програма каде што може во АВРМ, Агенција за вработување, ги повикува сите невработени лица кои сакат да аплицират за програмата, за мерката и мислам дека со комората, со сертификатите, они посетуваат и одредена настава и влегуваат во квалификација кој ќе ги надмине тие, ќе ги има тие, мислам, практичната настава истата до тоа и може да отвора потоа нова дејност и да се регистрира. Има голема интересираност за овие дејности, особено за козметичарство и пекарство и меаника има, мислам дека во сите дејности има се интерес и го чекате оперативниот план од владата за мерката самовработување. Агрон, вие од какво занечиско семејство доаѓате? Јас сум шнајдер, односно ние со децени работиме со текстил, така да текстилот е малку во опаѓање, затоа што не само нелојална конкуренција и тему и сите многу работи придонесува, но ние сме исклучиво ексклузивни во свечени халини и венчаници, каде што работиме од 1998 година имаме занечиска дејност. Значи 3 децениска традиција во семејството ваше. Да, мојот татко работел во фабрика шамицеви, каде што е бил муфар. Тоа е за штрафови правење во таа за навртки. Да. Моја мајка исто била шнајдерка и моја сопруга е дизајнер на облеки, така да ние семејна традиција, фамилиарни традиција. Моите деца се IT програмери. Значи ќе се фокусираат на поправка и ревидирање на дигитални часовни. За жал, јас одам од моето семејство, бидејќи големиот син веќе работи во Швајцарија како IT програмер во општина Сен-Гален и го одржува системот за камери и за училишта, а вториот син не сакам да го загубам. Он токму сега заврши и дипломираше и сакам да го задржам во мојата татковина, но и за програмерите веќе направија и они грешка со технологијата, со вештачката интелигенција. Деликатно знаат да стави таму. И мислам дека и они веќе се во незавидна положба, бидејќи пред 2-3 години беа дефицитарни, ги побараа, сега не можат ни они да најдат соодветна работа, така да верувам дека ќе најдеме начини и можности и ќе собереме како народ, како држава и како институции да ги мотивираме младите да не останат тука, затоа што ќе останеме држава без млади и тоа многу е жално. И традиција и занаети. Да. Ви благодариме од се срце, благодариме за подарокот од вашиот роден град, па еве можеме повторно да потсетиме кога ќе биде конкретно нели и во мај да се слушаме и повторно да бидеме на линија да потсетиме на исто. Да, сега ви стојаме на располагање за сите информации за нечистото
нема проблем. Агром благодариме. Благодариме и да вас